За Бадник и годинава во секое мало гореа бадникарските огнови, и кочанци и останаа верни на традицијата. Бадник и Божик го дочекаа со бадникарски огнови, посна трпеза и делење паричка. Секое кочанско мало организираше собир и прослава и го славеа последниот ден од 40-дневните пости за Божик. Се собираме од малото луѓе, млади и стари заедно, комши, и го палеме. Сега јас сум кум на овој коледарски оган и сега, значи, како кум го преземам за до година кумството на овој коледарски оген. Го палеме во чест на Божик, например, коледарите кои одат вечер да се греат на огенот. Ова е чисто христијански, не е пагански, нема некои маски, нема гриманси, чисто македонска музика. Ние сме православни и си го тераме православната вера. Ние тука се собираме 5-6 години, да речеме, може 8. Бадникарски оган, не знам, нешто те така останало од старите. Инаку бадникарските огнови, печењето скара и пиењето ракија се во апсолутна спротивност со начинот на кој верниците треба да ги одбележуваат деновите пред Божик, апелираа свештениците. Гозбите и пиењето околу коледарските огнови се во целосна несогласност со црковното предание и Божикниот пост. Постната бадникова вечера, која треба да го сплоти семејството, е заменета со малските огнови и култот на греаната ракија. Како и да е, сепак луѓето стојат на своето, дека традицијата која трае со години не смее да се напушти.